Јас сум Елена Максимовска од Скопје, имам 27 години и сум моден дизајнер по професија. Отворив собствено модно ателје, каде што работев фустани и други работи по нарачка и веќе неколку години го работам истото. Освен тоа имам изработено и неколку колекции, кои што ги немам промовирано нешто премногу на модни ревии кај нас или во странство, освен последната работа, која што беше колекцијата Ала Турка, Ала Франга, која што е инспирирана од мојата книга. Книгата сега ќе има промоција, која што ја издадов, мојата прва книга, во март. Книгата ја обработува темата на Ала Турка и Ала Франга. Тоа се правци не само во уметноста, туку воопшто и во животот на луѓето во Македонија, од крајот на 19-тиот век до Втората светска војна. Тој период јас го обработувам, меѓутоа овие два правци ги има и пред тоа и после тоа, со тоа што се носат и денес. Значи, книгата обработува облеката, значи, начинот на облекување, стиловите, модните додатоци, значи, чевлите. Се работи за везови, кои што се рачно изработени, значи се плетат со игла за шиење. Тоа е културно наследство кое треба да си го задржиме. И се всушност беше истражување, значи, на некои мали записи од домашни архиви на разни фамилии, што зачувале барем по некоја слика, од каде што црпев информации, можеше да се направи нели во целина таа книга. Во музеот во Битола исто така бев, таму има зачувани модели, значи, од тој период. И се навистина убаво зачувани и убаво изложени. Таму има постојана поставка, која што би било убаво секој што го интересира да оди да го види тоа. Значи, има модели и од Ала Турка и од Ала Франга. Книгата произлегува од мојата дипломска работа, која што нели ја работев како завршно дело на факултет и потоа ја дообработив и нели ја зголемив, ја доистражив и излезе книгата на крај. Но самата тема ја одбрав сосем случајно, затоа што сакав да биде нешто историско. Сепак ова се стилови што тогаш се носеле секој ден. Јас секогаш викам, направи едно добро дело во денот, значи барем нахрани едно маче или помогни на некој дете или на некој постар човек, однеси му ги торбите и ќе се чувствуваш подобро многу. Затоа јас гледам и тежнам кон тоа да видам колку што може повеќе нели хуманитарно активна, зашто мислам дека треба да се помага, треба да им помагаме на тие што немаат, на тие што се најдени во ситуација незавидна, без разлика дали е по нивна вина или не е по нивна вина, тоа не треба да ни интересира, туку кога ќе видиме некој што е во лоша ситуација да му помогнеме. Исто така многу често организираме и како наједноставно собирање на облека, на постелнина, на основни средства, кои што и да не се во толку добра состојба, ги перам, ги средувам, нели ги шијам, ги поправам за да бидат носливи и ги донираме на различни домови што се нели во нашиот град и надвор од него, како што е Битола на пример, во домот за новороденчиња за деца мали. Гледам и околу мене да го поттикнам тоа чувство на потреба да се помогне на другите. Можам да се ангажирам, сепак не е станува збор само за финансиска помош. Значи, може на многу други начини да се помогне. Ем ќе се почувствувате добро, ем сигурна сум дека ќе си го цените животот повеќе, тоа што го имате повеќе, ќе се радувате на секој ден и на секој момент.